Утре православната црква го одбележува денот на светите 40 севастиски маченици. Војници кои за време на протерувањето на христијаните во 320-та година на владењето на Лекинии биле подложени на бројни измачувања за да се откажат од Исус Христос. Одбивајќи ги богатствата кои им биле понудени за да се откажат од христијанството, низата измачувања започнала со нивно каменување. Но чудото да биде големо, бидејќи Господ сегаш ги заштитува своите маченици, како слугите ги фрлале камењата кон овие 40 војници, така тие се враќале и ги ударале нив. Дури еден камен го ударил и судијата му ги избил забите од устата. Разјарените судии и мачители, бидејќи било многу студено, ги фрлиле младенците, 40 маченици, војници во замрзнатото езеро, каде што водата почнала да се замрзнува околу нивните тела. За да некако да ги излажат, да ги разубедат, тие на брегот направиле топла бања, приготвиле за некој ако се излаже, еве да влезе во топлата бања и да се стопли, со тоа да се одрече од Христа и да се поклони на идолите. Еден од 40 маченици се излегол и влегол во бањата. Во тој миг, кога тој излегувал од бањата, од небото се спуштиле 40 венци и еден од чуварите, мачителите, кога видел дека еден венец стои во воздухот, не е паднат врз главата на никој, тој ја соблекол својата војничка униформа, го исповедал Христа Бога и тој влегол во водата заедно со другите 39 маченици и ете чудото се случило, венецот дошол на неговата глава. Така овие млади маченици загинале маченички, а наредниот ден на местниот епископ му се јавил Христос во сон и му рекол и на другите со клириците заедно да отидат да ги земат телата на 40 маченици. Така и се случило. Наредната вечер тие отишле на езерото и виделе дека над секое тело на мачениците како да свети запалена свеќа, така познале кои се телата на мачениците, ги земале и ги погребале честно. Сето ова се случило во 320-та година.